Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде новиот ВД директор на дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Честитки за функцијата, вие севте да не речам интервју после назначувањето. Вчера имавте пресконференција, но ова е прво појавување во јавност. Честитки. Токму така, благодарам. Вчерашната пресконференција на еден начин беше изнудена во наводници од неколку телевизии кои што инсистираа на видео изјава, бидејќи вие телевизиите како медиум барате видеоматеријал. Јас објавив вчера наутро еден текст во кој што објаснив дека по претходен договор со претседателот на владата Христијан Мицкоски прифатив да влезам во дирекцијата за заштита и спасување и ако погрешам во текот на овој разговор, ако кажам ЦУК, нека не ми замеруваат гледачите, бидејќи ќе ми треба време да се навикнам. Сепак во ЦУК поминав 4 години и 7 месеци. Сепак доаѓате од ЦУК, односно Центарот за управување со кризи, ова не е некој нагол скок, се работи за слична тематика. Лесно се вклопувате? Па овде има доста натрупани проблеми, но јас се чувствувам како пожарникар испратен да гаси пожар. Затоа што дирекцијата за заштита и спасување се наоѓа во агонија. Таа веќе повеќе од 1,5 месец нема директор, односно директорот пред мене заврши во куќен притвор поради ужасот во Кочани, поради пожарот во дискотеката во кој што загина многу наши млади луѓе. Од тие причини дирекцијата остана и покрај тоа што беше во лошо состојба остана обезглавена и едноставно падна одлука да влезам во дирекцијата со искуството кое што го имам од моето професионално работење, да пробам да ја санирам, би рекол, состојбата во пресрет на летото, иако дирекцијата има многу поголеми надлежности освен пожарите, затоа што таму има повеќе, би рекол, инспекцијски служби, односно инспектори кои што вршат инспекција, кои што дават дозволо за пуштање во употреба на објекти. Понатаму овде имаме и луѓе кои што вршат собирање на неексплодирани минско-експлозивни направи, бомби, гранати, куршуми, мини, заостанати од војните кои што се воделе на територијата на државата. ЗР тракторите веќе сите знаат дека се наоѓаат во оваа дирекција, така што пред мене престои голем предизвик, но сепак од она што го видов овие 2 дена таму, има, би рекол, една мала, но здрава бројка на луѓе кои што имат и солидно, би рекол, одлично образование, соодветно образование, но исто така и изворедно професионално искуство. За жал, дел од нив, од оно што можев да видам, не се наоѓаат на вистинските места, во смисол дека имаме луѓе кои што работат буквално од основањето на дирекцијата, а до ден денес се наоѓаат на почетно работно место, помлади соработници, нешто што е недозволиво. Јас тоа во ЦУК брзо го поправив, затоа што уште првата година успеав да унапредам многу такви луѓе, на тој начин да ги мотивирам. Затоа што ако некој 5-16-17 години стои во место, секако дека мотивот за работа е на пониско ниво. Во ЦУК ве замени Мохамед Али. Вчера го праша и вице-премиерот за екологија Меджити. Тој изрази очекување дека тој дури и ќе ве надминел во работата. Добро, тоа е политичка флоскула, го разбирам. Тешко е било кој да дојдеше на моето место да може да го следи моето темпо, особено темпото со медиумите. Вие лично знаете дека постојано сум достапен до медиумите, без разлика кој медиум, да кажам условно на која страна припаѓа, како се однесува, секогаш сме биле максимално отворени, никогаш не сум одбил гостување, никогаш не се случило да не одговорам на прашање, барем она што го знам, а нешто по што сум препознатлив целиот овој период е моето редовно заминување на терен или онаму каде што се проблемите, онаму каде што се опасностите за граѓаните. Иако морам да кажам дека плаќам висока цена. Се случува често да сум предмет на подсмевка и дел од граѓаните, кај една мала бројка која што е многу гласна на социјалните мрежи, како што беше примерот со шахтите, но дали треба да оставиме некој мало дете од 2-3 години кој што трча пред мајката да пропадне во шахта и да умре, да загине, па тогаш да креваме врева дека требало да се преземе нешто. Знаете дека во повеќе наврати ја кревав и јавната свест, но барав и од институциите
да постапат, да си ја завршат својата должност, за да не бидат изложени на опасност животите на граѓаните, но и пожарите. Знаете, во текот на летото, безмалку секој ден, кога има пожари, сум на терен и обично кај најтешките пожари, а дневно сум покривал и по повеќе пожари. Нешто што во суштина е работа на директорот на ДЗС. И јас како директор на ЦУК, во недостаток на тоа што немаше раководни лица кај пожарите, одев на терен. Ова лето со мене во повеќе наврати дојде и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, од кој што имам голема поддршка, и таа поддршка верувам дека ќе остане понатаму, со тоа што и премиерот кој што дојде во неколку прилики на терен, лично да погледа како изгледа еден пожар, како изгледа справувањето со пожарот, кои се проблемите со кои што се соочуваме при тоа, и со премиерот и со министерот Тошковски имам, би рекол, редовна комуникација по потреба и секојдневна, и од нив и од владата имам голема поддршка. Впрочем и моето именување, односно назначување како веде директор на дирекцијата за заштита и спасување, го сваќам како давање на една голема доверба, бидејќи во еден ваков чувствителен момент не можеше било кој да биде поставен на таа позиција. 2 дена сте на функцијата, увидовте и веќе кажавте дел од проблемите со кои што се соочува ДЗС, дали веднаш знаете со што ќе се зафатите прво што би се рекло, или ќе ви треба време да ги мониторирате, малку работите, да навлезете подвалоко во сршта на проблемите за да почнете со работа, или веднаш почнувате? Идејата да влезам во ДЗС е малку постара. Со премиерот на оваа тема разговаравме, би рекол, малку поодамна. Исто и со министерот Панче Тошковски. Ги разгледувавме сите можни варијанти, но јас не губев време. Веднаш откако премиерот кажа дека најверојатно ќе треба да заминам таму, кога ќе ви каже нешто председател на влада, нема потреба веќе да губите време. Јас активно се зафатив со детално проучување, она што можев од надвор. Направив повеќе средби со вработени во дирекцијата, вклучително и со неколкуте пилоти. Ја детектирав состојбата и веќе вчера и денес можам да кажам дека активно работам. Например, денес одржав работен состанок, ги повикав сите вработени во авиооделението, кај ер-тракторите. За жал, во овој момент немаме ниту еден ер-трактор во државата. Јас верувам дека за неколку дена првиот ер-трактор ќе биде вратен од сервис и ќе направам се што е во... Каде сте на сервис, извинувам? Во овој момент се уште не би зборувал на таа тема, ми треба време да не ги погрешам сервисите. Рековме дека сум во нова институција, но со поддршка на премиерот, проблемите со кои што се соочуваме, кои што се од финансиска природа, бидејќи нема доволно средства за плаќање на некои дополнителни ставки кај сервисот на ер-тракторите, мислам дека тоа бргу ќе биде надминато и очекувам набргу 3 ер-трактори сервисирани да бидат во татковината, да бидат во Македонија, а во меѓувреме веќе работиме и на наоѓање на пилоти. Се разгледуваат неколку варијанти. Веќе разговарав со еден од пензионираните пилоти кои што излегува во пресред минатото лето. Би требало со нив да најдеме заеднички јазик, постои голема можност да најдеме заеднички јазик, но за секој случај се разгледуваат и некои резервни варијанти, бидејќи ова лето ер-тракторите ќе ни бидат потребни. Со еден збор веќе работам со полна парија во дирекцијата уште пред моето назначување на позицијата веде директор на ДЗС. Дали ова значи дека за промена, би рекле, ќе ги имаме подготвени, целосно средени, сервисирани и спремни нели за употреба, односно за гасење пожари, за разлика од минатите години кога хронично се повторуваше да почнат пожарите, сезоната на пожари, а ер-тракторите да бидат надвор од употреба. Сефте ќе имаме конечно нешто што ќе може да го употребуваме. Да не зборувам претракано, јас мислам дека ќе биде така, но кога веќе подсетивте минатата година, мислам дека владата предводена од ВМРО ДПМН се формира на 23 јуни. Тоа е денот кога во Рачиново бев тешко ранет и ми е лесен за паметење во 2001 година. Бев ранет на тој датум. И ние немавме функционални авиони, односно немаше пилоти. И тука видов дека постои разлика во работењето, затоа што и премиерот и другите клучни министри покажаа многу голема оперативност во моментот кога настана големиот пожар на планината Серта, кај Неготино, помеѓу Неготино и Штип Радовиш.
Премиерот беше во Вашингтон на самитот на НАТО, заедно, мислам дека таму беа и министрите за внатрешни, за одбрана, надворешни работи. И јас со него преку телефон зборувавме и укажав дека најверојатно ќе мора да прогласиме кризна состојба, бидејќи пожарот излегува од контрола. На почетокот првите 2 дена постоеше оптимизам дека ќе биде совладан, но поучен од претходните години, од моето искуство, знаев дека ни се заканува тежок пожар, тежок за гаснење. И ние едноставно од моментот кога зборувам со него, бидејќи се работеше сепак за нова влада, добив зелено светло да ги активирам механизмите на кризниот менеджмент. Истиот ден свикав онлайн седница на групата за процена на ризици и опасности, која што предводев јас. Веќе истиот ден имавме управувачки комитет и владата истиот ден и покри временската разлика. Додадам, беа во Америка, во Вашингтон, прогласи кризна состојба. Наредниот ден рано наутро од страна на врховниот командант, председателката Гордана Сијановска-Давкова, беше подпишана наредбата или указот за употреба на армијата како поддршка на полицијата и на пожарникарите во совладувањето на пожарите. Морам да кажам дека бев изненаден затоа што за една ваква процедура претходно требаше малку повеќе време. Ова беше рекордно, значи како да за неколку часа беше прогласена кризна состојба, веќе наредното утро не имавме на располагање војска. Тоа ми дава за право да верувам дека и ова лето ќе бидеме поподготвени, бидејќи сега имаме време да се подготвиме, но ресурсите се скромни. Тоа граѓаните добро го знаат, јас отворено зборувам на таа тема. Сепак не треба да забораваме дека Македонија е се уште една сиромашна, би рекол, земја, сиромашно со ресурси, инаку како земја ние сме една од најбогатите во светот, но нашите ресурси се недоволни, но и овде би рекол дека една голема, далеку помокна Грција и уште помокната Турција летно време бараат меѓународна помош. Кога такви држави бараат меѓународна помош за справување со пожари, логично е дека ако имаме поголем број на пожари и нам ни стои на располагање тој механизам на меѓународна помош. Велите, значи, од прва рака што ви се рекло, имајќи предвид дека имате искуство и со едната, предходната и со оваа влада, дека има разлика во действувањето меѓу нив? Па во делот на оперативност и овој период сега некои информации се класифицирани, не се за јавност, но јас сум позитивно изненаден и верувам дека овој елан кој што можам да го забележам овој период ќе продолжи понатаму. Пак ќе повторам дека премиерот ми е достапен во било кој момент, доколку ми е потребен. Министрите за внатрешни и за одбрана, Тошковски и Мисајловски, ми се постојано достапни во случај да има потреба од полиција или од војска, имам изворедна комуникација. Јас сум член и на управувачкиот комитет за управување со системот за управување со кризи, каде што се членови министрите за внатрешни работи, надворешни работи, одбрана, здравство и транспорт. Се обидувам да ги учам новите називи, беше транспорт и врски. И исто така и ова тело е функционално, каде што јас како раководител на групата за процена сум дел од ова тело, каде што во суштина се носат државните одлуки на политичко ниво, бидејќи она што управувачкиот комитет ќе го предложи на владата, поминува, се разбира, на првата седница на влада. Идејата е фузирање на двете агенции, буквално кажано, и на ДЗС и на ЦУК. Што ќе представува ова според многумина? Ќе се избегне преклопувањето на ингеренциите, мешањето, па чекањето на едниот на другиот. Кои се реалните проблеми и зошто треба да се случи ова? Во овој момент имаме две недоволно функционални институции. Јас не би рекол дека институциите се нефункционални, бидејќи тие функционираат, иако со, да речем, низа слабости. На некои места имаме благо преклопување на надлежностите или нејасна граница. Во суштина, за да ме разберат вашите гледачи, Центарот за управување со кризи координира, дирекцијата командува, но се поставува едно прашање каде завршува координацијата, а започнува командата. Што доколку ние како координатори побараме МВР или армијата или некоја друга државна институција да испрати одреден број или вид на сили некаде, а тие тоа не го направат. Значи, зборуваме за координативна улога. И во новата институција
Јас не би рекол спојување на две недоволно функционални институции, бидејќи може да добиеме мега нефункционална институција. Јас зборувам да направиме на нови здрави темели нова институција, која што ќе ги обедини функциите на двете постоечки. Тоа значи институција која што ќе врши координација на сите државни ресурси, она што сега го прави ЦУК, бидејќи ЦУК ги координира во случај на кризна состојба сите државни ресурси. И дури имам и овластување во случај на големи, на тешки кризни состојби, да имам ингеренции во, би рекол, во приватната собственост. Тоа значи дека ако нам ни се потребни, ако има поплава или голем пожар, ние можеме да одземеме привремено, да одземеме, лошо звучи, но да склучиме договор со приватни фирми и нивните булдожери, багери, камиони да ги употребиме за надминување на кризата. Понатаму во таа институција ќе има и командување со силите на терен, она што сега го работи дирекцијата и она што е рак рана во кризниот менеджмент и заштитата и спасувањето, а тоа се сериозни сили за заштита и спасување, иако тој е термин кој што не е најсоодветен, повеќе да речем во европската, во НАТО литературата се користи терминот search and rescue, потрага и спасување, некада се користи терминот цивилна заштита, но нам ни треба една, за да бидам појасен за вашите гледачи, специјална противпожарна единица која што би била мултифункционална, повеќе наменска. Тоа значи дека овие луѓе летно време ќе гасат пожари, но ако некој скрши нога на Титов врв или на некој друг наш убав планински врв, тие луѓе ќе можат да го спасат. Да не ги трошиме драгоцените ресурси, како што се припадниците на тигрите, за вакви, би рекол, споредни активности, споредни од дивен аспект. Човечкиот живот никако не е спореден. Но создавањето на еден припадник на специјална единица, како што се тигрите или волците, чини многу пари. Ја чини државата, ти имат своји специфични надлежности, нив треба да ги чуваме како драгоценост. Значи, затоа ова нова единица, која што би била дел од таа нова институција, би ги зела оние надлежности кои што и сега би требало да ги работи дирекцијата. Во овој момент дирекцијата склучува договори со веќе, би рекол, постоечки здруженија на граѓани, со кои што, да речеме, од областа на планинското спасување, доброволни противпожарни друштва, но тоа е само премостување, тоа не е вистинско решение. Ворете да ги имаме и таквите соработки, ние имаме, ќе го спомнам Антонио Дохрид, бидејќи постојано го грешам, тие се називот на нивното здружение, бидејќи тие се дел од Црвениот крст во Охрид, но се изворедни, на терен помагаат многу. Имаме неколку силни доброволни противпожарни друштва, нема да кажам ниедно, да не се налотот оние кои што нема да ги спомнам. Има начин како и тие да бидат активирани, но и да имаме една единица и секој ден, во секој период од денот, тоа значи дење, ноќе и сабота и недела, да имаме дежурни, условно речено, специјалци пожарникари, кои што може да тргнат во било каква спасувачка мисија, дали од планина, ако некој има проблем на вода. Ние имавме на Мавровското езеро многу специфичен случај пред повеќе од еден месец, кога две лица, додека пловеле со чамец, чамецот се превртел, останаа да се држат за него. Имавме проблем додека да ги извлечеме на брегот, така што потребна е ваква единица. Значи, во суштина, во новата институција би имале координација, командување и сили, но ги покривали сите работи сега. ЦУК е носител на отпорноста на државата, која што е НАТО врска и високо, да речеме, подигната во НАТО. Јас како директор на ЦУК бев представник на државата, висок представник на државата во Комитетот за отпорност на НАТО. Се работи за комитет чии што седници понекогаш ги предводи лично генералниот секретар на НАТО или неговиот помошник, по потреба заменик генерален секретар. Колку време би требало, дали имате представа кога би можеле да ги видиме овие специјални единици? Дали ќе бидат поврзани со фузирањето на овие две институции заедно или може би и претходно би ја имале оваа специјална единица која што навистина би завршила, да не речам, голема работа околу сето на што се случува во државата? Целиот кризен менеджмент, целиот систем за кризен менеджмент, заштита и спасување е многу комплексен и се состои буквално од сите институции кои што на било кој начин може да помогнат, бидејќи се работи за обемна материја, во овој момент за најмалку 19 закони во кои што задира оваа материја, од страна на председателот на владата, од страна на владата.
и вице-премиерот Љупчо Димовски е назначен да раководи едно работно тело за целосна реформа на целиот систем. За да нема забуна, јас досега зборував за спојување, како што вие милувате да кажете, или формирање на нова институција од ЦУК и ДЗС. Значи, јас зборувам за две институции, додека системот е многу поширок, затоа што го имаме Министерството за земјоделство, во кое што имаме инспекторати, имаме шумската полиција, имаме национални шуми, имаме, како се викаше, агенцијата за пасиштот. Многу субјекти се во целиот тој систем, локалната самоуправа, локалните територијални противпожарни единици. Значи, мојот фокус е на спојувањето во наводници на ЦУК и ДЗС, додека вице-премиерот Љупчо Димовски веќе сериозно и пожртвувано работи на целиот овој систем. Јас во оние разговори кои што ги имам, бидејќи војата на премиерот е јасна, тој во повеќе негови јавни изјави кажува дека овие институции ќе бидат споени, истото го повторува и министерот за внатрешни работи, председателката. Јас очекувам дека до нова година можеби ќе успееме, но треба да бидеме реални. Во текот на летото не може да се работат никакви реформи, бидејќи Македонија повторно ќе гори. За жал, овој дожд кој што го гледаме сега, некој мисли дека ќе ги намали пожарите. Напротив, овој дожд направи тревата повторно да порасне повисоко од 1 метар. Не очекува најверојатно дождови и во јуни, и тревата ќе порасне, грамушките ќе пораснат, веќе во јули ќе почнат да се сушат и средината на јули според мене ќе биде да се најавува многу топло, пеколно лето. Ќе биде топло и пеколно, но и над 30 степени тревата пак ќе се суши ако нема дожд. И затоа не можам да кажам дека ние во текот на летото можеме да работиме на сериозни реформи. Потоа не чекат локалните избори, значи пред локални избори е илузорно да очекуваме дека можеме да се фокусираме, бидејќи е и неблагородно пред кампањата или во текот на кампањата да се работи забрзано на реформите. Веќе после локалните кои што би завршили до крајот на октомври, можеби евентуално и да влезат и во ноември, не знаеме како ќе бидат роковите, ќе можеме после убедливата победа која што ќе однесеме на локалните избори, која што ќе ни даде како влада дополнителен легитимитет, ќе можеме да почнеме забрзано да го финишираме процесот, затоа што ние веќе работиме. Реков дека вице-премиерот Димовски работи веќе со месеци наназад, јас работам подолго време на оваа проблематика и сум оптимист дека можеби после нова година да ги сватим условно овие рокови, веќе би имале таква една институција. Но сепак ќе бидете подготвени за на терен еве да се случи што и да и набрзо, бидејќи вие кажавте дека во институцијата имате детектирано дефицит на опрема, обука, па дури и физичка подготвеност. Тоа е една неблагородна тема на која што избегнувам да ја зборувам, затоа што некој можеби ќе биде повреден, бидејќи кога вие зборувате со пожарникарите, тие знаат дека треба да бидат храбри, тоа никој не го спори. Еден пожарникар треба да биде храбар. Ако јас спорно сметав дека специјалците се најхрабри, бидејќи самиот потекнувам од специјална полициска единица, овие години видов дека пожарникарите исто така се многу храбри. Затоа што буквално скокаат во оган и не секој може тоа да го направи, но тоа не е доволно. Треба и физички да бидат поподготвени. Дел од нив се во, би рекол, супер форма, но некои не се во најдобра форма. Но јас фокусот го ставам на силите со кои што ќе раководи ДЗС. Не се предмет на мој интерес територијалните противпожарни единици со кои што си раководат градоначалниците, локалните власти. Сметам дека силната физичка подготвеност ќе даде една друга димензија. Значи, јас кога би вршил тестирање на луѓе кои што треба да бидат пожарникари, кои што би биле дел од оваа единица, која што би требало да создадеме во следниот период, прво треба да ги тестираме да не се плашат од оган. Страф од оган. Има тестови како тоа да се направи. Дури има и такви пожарникари што се плашат. Се може да се најде во работењето. Иронично, не? Значи, не, може, некој кога станува пожарникар, тој не знае дека се плаши, ама кога видите, што да ве затворат во една соба во која што има оган, не е едноставно, така тоа е човечко судбина. Потоа да немаат страф од височина, затоа што треба да се спасуваат по некој пат луѓе, можеби да се спуштат по алпинистички јажиња или на друг начин од надвршна страна на зграда или по стрмни падини, да немаат страф од вода, треба да се работи спасување на вода.
Ние во Тигрите, кога вршевме прием во 2001 година, јас го водев тој процес, баравме од луѓето да поминат на едно место преку Вардар, кај што беше доста длабок, на некои места, значи брз, бучен и изгледаше страшен. Не смееме да си дозволиме во една таква единица да имаме човек кој што се плаши од отворена вода, затоа што утре треба да спасува луѓе на таа отворена вода. Понатаму би додал тестови од клаустрофобија. Тесен простор, не секој може да размислува ладнокрвно или да действува во тесен простор, како на пример еден лифт. Замислете ако ви се има случајно или на вашите гледачи да останат без струја и лифтот да остане неколку минути. Се јаво срцебиење, потење, стравка и некои луѓе. А замислете уште на сето тоа да имате оган пред вас. Така што има начини како да се одберат квалитетни кандидати кои што би поминале соодветна обука. Во овој момент, според информациите кои што ми ги дадо од ДЗС, обуката за тимовите за брз одговор, конкретно во делот на противпожарна заштита, траела 2 дена. И ја мислам дека за 2 дена никој ништо не може да научи. Тоа е, за 2 дена не постои, може вие да видите како изгледа оган од блиску. Јас зборувам за сериозна обука која што би траела со месеци и би била продолжена и ние би добиле еден сосем нов квалитет. Континуирана обука, не е само така. Она што се тигрите за полицијата, она што се волците за армијата, нам ни е намерата да го направиме со пожарникарите, една единица која што би била на многу повисоко ниво. Но се разбира дека ќе биде потребен и буџет. Знаеме дека состојбата во државата оваа година, состојбата која што наследи владата економска беше многу лоша, нешто што и генерално е вообичаено. После пред избори сите влади и ги трошат максимално парите од буџетот, така што ние како влада овој период се соочувавме со, да речем, проблеми особено во првиот дел. Сега веќе состојбата според овие информации кои што ги имаме во јавно се стабилизирана, но јас сум оптимист, потребно е малку време, но да направиме еден квалитет, а не квантитет. Нека бидат, мојот план е, доколку тоа е возможно, се разбира, јас сум еластичен, да бидат војачина на една армиска чета, 120 луѓе, но за почеток може да стартуваме и со многу помалку. Бидејќи има едно правило кое што важи кај специјалните единици. Специјална единица може да живее, да функционира со години и да троши, а да не допринесува. Со една акција да ги извади сите пари. Затоа што човечкиот живот е бесценет. Тоа можешме да го видиме на ужасната трагедија во Кочани. Кога летно време јас зборував, кога имавме горење на шуми, дека дрвјата повторно ќе пораснат, но човечките животи нема да се вратат. И барав и од пожарникарите и од сите луѓе кои што учествуваат во гасење на пожари да бидат внимателни или safety first. Исто така една моја девиза, која што во суштина е американска, односно ја користат сите армии, сите сериозни армии во светот, па се користи и во индустријата. Безбедноста на прво место и затоа таков ќе биде курсот и ова лето. Нам не ни требат жртви во гасењето на пожари, но при тоа треба и да се одработи во наводници машки. Нека не ми замери женскиот пол, бидејќи ние тој израз го користим, значи да се одработи силно, жестоко, да се спречат пожарите, затоа што кога се гледа од удобноста на домот, кога сте во климатизирана просторија и гледате на телевизија како некои таму трчкат околу некој оган, околу некое запалено дрво, се изгледа многу едноставно и лесно. Сосем поинаку е кога ќе земете макар и гранка, за која што исто така бев исмејуван, но спречив повеќе пати пожарот да се прошири. Затоа што онаму каде што имате 1 метар сува трева, ако не го изгаснете, после 10 минути ќе биде 10 метри, после 1 час имате крак нов пожар. Но бидејќи лично тоа го чувствував на своја кожа сите овие години, жештината која што доаѓа од дрвјата, од грамушките, од тревата, понекогаш е неподнослива. Мирисот, чадот кој што ве штипи за очите, кој не можете да дишете. И кога луѓето гледат од дома, изгледа малку полесно, затоа апелирам до граѓаните да имат поголема доверба. Оние обвинувања од страна на опозицијата, би рекол и од страна некои злонамерници дека изгореле не знам колку проценти под моје раководство, па наводно сега ме ставиле директор на ДЗС, јас ќе кажам дека можеби токму мојот ангажман со силна поддршка на премиерот и владата направи да не изгори пута 10, односно помножено со 10 површина.
Што станува со оној проблем со обученоста и образованието на инспекторите, но и оно што го поставите како знак на прашање за валидноста на дозволите досега издадени од ДЗС? Во јавноста можеше да се слушнат различни шпекулации за доста коруптивни однесувања Така. на некои луѓе. И тоа би рекол двострани, и оние кои што имат неисправна документација, барат некаква дозвола, но и оние кои што издават дозвола, при тоа свесни дека документацијата не е исправна. Во ДЗС обвинителството е влезено веќе подолго време, работи, но производството во наводници, производство на еден инспектор бара време затоа што законот е таков да во овој момент се потребни 5 години работно искуство. Ја разгледувам варијантата, ќе повторам денес, како што вие самите рековте, ми е втор ден директор на ДЗС. Доколку постои можност, не мора да имат инспекторите 5 години работен стаж во ДЗС за да станат инспектори. Може некој со една година, ако има добро образование, ако е чесен, ако е одлучен, ако е храбар, да даде многу поголеми резултати, бидејќи на овој начин ДЗС нема капацитет да произведе онолку инспектори колку што се неопходни. Во овој момент ние немаме доволен број, немаме ни приближно доволен број на инспектори кои што би извршувале својата основна функција, контрола и надзор. И затоа ќе треба да бараме некои побрзи решенија, но верувам дека за неколку недели ќе имам веќе конкретна идеја како тоа да го надминеме, затоа што јас работам брзо, не чекам, не губам време. Брзи решенија ни се потребни сега да го поминеме овој период пред нас, додека сите детектирани слабости ќе бидат целосно отстранети во новата институција која што ќе биде поставена на нови здрави цврсти темели. Велите, подолго време се подготвувате за функцијата, обидувајќи се нели да ги согледате недостатоците и проблемите. Втор ден, како што кажавме, сте веќе директор. Која е разликата, има ли разлика во согледувањето на работите гледано од надвор и гледано од внатре? Па бидејќи повеќе од 4 години ние соработувавме со дирекцијата постојано, јас можам да кажам дека имам добри сознанија, така што не сум многу изненаден. Јас би рекол дека сум изненаден од тоа што затекнав бројка на многу квалитетни луѓе. За жал, на несоодветни работни места. Да. Има неколку изворедни луѓе. Мене ми се доволни и 10 на 15 луѓе. Ние зборуваме за Македонија, зборуваме за скромни капацитети. Но оно што може да го видам овие 2 дена, бидејќи овие 2 дена имав, ајде условно да кажам, колегиум или работни состаноци на кои што јас не ги викам само раководителите, бидејќи има луѓе кои што досега требало да бидат на многу повисоко ниво. Ги викам и нив на тие работни состаноци, анализирам, гледам од кој може да се извлече повеќе, бидејќи кај луѓето Постои волја за работа? Да. Кај дел од луѓето, морам да кажам. Така, нека си. Горат од желба за работа, се чувствуваат фрустрирано затоа што досега не е била дадена можност да работат или и била дадена, но не на вистинскиот начин. И верувајте дека како менаџер има техники како луѓето да бидат мотивирани, а најаката техника од врзани раци давање одговорност. Так. Јас не работам микроменеджмент. Оние кои што гледам дека ја знаат својата работа, бидејќи би рекол во наводници јас сум подобранец во ДЗС. Таму има прекрасни луѓе. Луѓе кои што работат со години, 10-15 години. Не можам јас да знам повеќе од нив. Треба само да и верувам, да и дадам одврзани раце, а веќе имам доверба во повеќемина од нив и верувам дека тие ќе дадат максимум од себе, ќе го почитуваат тоа што сум ми дал доверба и верувам дека ќе биде возвратено на еден вистински начин за доброто на институцијата и татковината. Дали може да очекуваме според това некој вид на ремонт, да не речеме, на перестројка во ДЗС во однос на функциите, работните места, да се плашат ли вработените или не? Па, или оној што не работи треба да се радуват. Так. Сега еден добар дел од вработените ме пречекаа како ослободител во наводници, бидејќи луѓето едноставно не е била дадена можност да работат. Тука би сопрел повеќе кога би зборувал, би добило политичка димензија. Сега зборувам како директор. Викнете ме на некој политичар, ќе кажам нешто повеќе. Так. Се шегувам, но видете, законот ми ги врзува рацете. За некого да напредам има многу тешка процедура. Не сакам за да некој тргнам од одредено работно место, повторно има одредена процедура, но јас заштитени како меч. не робувам на формата.
Оно што предмалку ви го кажав, денес на состанокот дојдоа лица со најнискиот условно речено чин или позиција во дирекцијата помлад соработник. Тоа е како во војската подпоручник за оние кои што ги разбират чиновите, а истовремено имаш и раководители на сектори, хајде да кажам дека они се полковници. Значи јас денес собрав на едно место подпоручници, капетани, мајори, полковници. И ќе дадам шанси на оние кои што неправедно останале подпоручници во наводници, затоа што не може, видам некои од нив и отпорано ги знам од пожарите, тоа се луѓе кои што навистина познават работата, но не можеле да напредуват. Освен ова би додал сепак една политичка димензија. И ја во ДЗС после Шабан Салиу беше 12 години директор, после него беше, знаеш дека не ми текнува како беше името. Не се сеќавам, не. Не, мене ми текнува 2 години. И потоа беше Беки Максути 4 години, па сега последниот директор кој што е во притвор. Кој што е во притвор. Така. Треба да погледам во мобилниот. Преморен сум и морам да кажам дека станувам рано наутро да се спремам. Да, така да. Не, ќе ми текне до крај името, па ќе ме расферете. Процесна инкубација, да. Тама ќе направиме и кратка пауза за рекламите. Со нас е Стојанче Ангелов, имаме уште теми за отворање. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или против. Мој гостин е новиот директор на ДЗС, Стојанче Ангелов. Зборувавме за тоа што се случува во ДЗС, лоцираните проблеми, но еве една тема која што е актуелна, зборуваме за договорот за стратешко партнерство со Британија. Многу пари влегуваат. Еве, освен инфраструктурата која што ќе биде исто помош и за цела Македонија, зборуваме за новите патишта, брзите пруги, за медицинските центри кои што ќе ги добиеме. Има ли нешто во план за дирекцијата за спасување и заштита? Па во овој момент буџетот на дирекцијата е стабилен и верувам дека за она што е неопходно ќе се обезбедат пари. Инаку јас силно го поздравувам овој договор. Би додали дека додека работев во Ирак пред 10 години, меѓу другото работев за британски менаџмент. Значи англичаните или Велика Британија навистина сериозна држава и јас се чудам како владата успеа да го склучи овој договор и покрај овие критики на опозицијата или на разни луѓе кои што не су патени. Навистина е голема работа да имате стратешки партнер и Соединетите Американски држави и Велика Британија. Така што јас го поздравувам и верувам дека владата ќе ги прераспореди сите оние средства онаму каде што тоа е најпотребно. Денес можевме да го слушнеме премиерот кој што објави дека ќе бидат примени 400 пожарникари, млади, и кои што ќе бидат распоредени онаму каде што тоа е најпотребно. Така што секако дека ќе има и во ДЗС доколку тоа е неопходно. Иако ДЗС има и еден дел од буџетот е од само финансирање, односно граѓаните кои ги регистрираат своите возила, дел од средствата одат во ДЗС, има и други начини, но имам и неколку други јас добри идеи кои што можат да направат и дирекцијата на еден начин да добива пари од меѓународни организации, при тоа се разбира прифаќајќи одредени оврски за кои што сега немаме капацитет за да стане, би рекол, само одржливо во едно високо ниво. Како гледаш тоа, го спомена и ти на оние критики од опозицијата како човек што сепак е политички ангажиран, зборуваме за многу пари кои што влегуваат во капитални проекти со фантастични камати, бидејќи претходно беше темата каматите, еве им кажа каматите се најниско што може да бидат, но еве се соочуваме со прашања за потекло на парите од председателот на СДСМ, па ова било параван за власта да ги троши парите на тендери и на такви работи. Како гледаш на овие обвинувања од една партија која што до вчера се прокламираше за западно ориентирана, најнаш сега атакува директно, конкретно врз не некој друг, туку врз Велика Британија? Па политички флоскули. Друго и не треба да очекуваме од опозицијата. Тоа е всушност работа на опозицијата, да ја критикува власта. Не очекувам да пофали, но еве јас лично сум со зборови полни со пофалба за овој договор. И лично сум изненаден. За мене делува неверојатно. Држава како Велика Британија,
да ја имате за стратешки партнер е многу сериозно. Вчера нешто што те речна и на пресконференцијата, зборуваме за она од минатото, за 27 април. Кој е твојот став околу ова? Ти да, меѓу другото ти беше оној кој што побара амнестија за нив, но еве, да ги исправиме работите или не, да го повториш пред гледачите ако не е проблем. Твојот став околу притворените, односно затворените кои што веќе години и години се таму каде што не треба да бидат. На 28 април 2018 година владата на СДСМ постоеше 5-6-7 месеци. Овие луѓе беа уште во постапка, беа осумничени, немаше подигнато обвинение. Додека стоев на местото на заседата кај Вејце, повикав на разгледување на идејата да бидат амнестирани, значи зборувам се уште не беа осудени. Мислам тоа беше тазе, само што беа притворени. Во ниту еден момент не сум ги нарекол, нити сулудо е да ги наречете терористи. Сега знаеме што е тероризам. Оперски пејач, Дурловски, легенда, понатака Борис Дамовски, уметник, Јовановски, уметник, врвен глумец, да ги наречете терористи, навистина претерано по сите основи. Но јас ова не го зборувам сега. Јас во вашата емисија ова го имам зборувано, бидејќи сум доаѓал овде и порано во периодот на владата на СДСМ. Ја постојано истото го повторувам. Впрочем, на YouTube може да се најдат многу видеа каде што тоа го зборувам. Да, јас сметам дека тие погрешиле со влезот во собранието, понесени од патриотската атмосфера, но тоа според мене не е начин да се решават работите и може некој да не се согласува со мене, но мојот став е исти. Сметам дека не треба да дозволиме такво нешто. Влезот во собранието и насилството внатре требаше да бидат санкционирани, но сега из ова имаше реакции. Да биде искубан пратеник или удрен пратеник е едно. Тероризам е навистина, како да кажам, претерано, абстрактно обвинување. Јас искрено сочувствувам со овие луѓе и сметам дека требаше веднаш да бидат амнестирани. Ако ние како држава ги амнестиравме оние кои што убиваа македонски војници и полицајци, кои што ги масакрираа, кои што пукаа во главата на ранети војници, бидејќи тоа се случи на Вејце. Со наудите од судското вештачење, најмалку еден припадник на волците бил жив кога му е пукано од непосредна близина во глава, што е забрането со сите меѓународни конвенции. И тие луѓе ние како држава сме ги амнестирале и сега зборуваме за луѓе кои што од патриотски порив влегле во собранието. Но јас ќе повторам, на YouTube може да се најде ова видео, го има на МКДМК и може и да го, мислам, ќе го постирам и кај мене на мојот YouTube канал. Значи, зборуваме за видео од 2018 година, кога прв повикав на амнестија и овој мој став го повторував особено во оние дебатни политички емисии на неколку национални телевизии и целата јавност го знае, затоа бев изненаден вчера од прашањето, но од друга страна, луѓето кои што се во затвор, осудени на драконски казни, верувам дека или ги немаат правите информации, или се бесни поради мојата припадност во претходната коалиција, но да, ја бев дел од коалицијата предводена од СДСМ. Јас не бегам од тоа. Јас функционирам во таа коалиција. Од денешна гледна точка, жали што беше со нив или сепак ги представуваше бранителите? Како си го оправдуваш тоа, да речем? Нема да кажам дека жалам, бидејќи во делот на кризиот менеджмент имав целосно одврзани раце и тогаш не беше владата волку оперативна, тоа го кажав пред малку. За бранителите направив неколку големи работи, например 4 војни инвалиди кои што со камата ги враќаа парите, затоа што беа ранети. Успеав да избоксувам одлука од влада. Беше мачно, постоеше политичка волја на албанскиот коалиционен партнер, односно ДУИ, не дозволуваше. На крај тие луѓе беа, би рекол, не само што се прекина со постапката да и се присилно наплатуваат тие пари, туку и беа вратени оние пари кои што и беа одземени. И тука некаде заврши, но ја држев темата за бранителите жива и во тој период. Така што јас не можам да бегам од блиското минато. Тоа е, зборуваме за политика. Јас сум председател на автохтона политичка партија на бранителите. Колкава е друго прашање. Може уште да се направи за нив, за бранителите? Сега, мислам дека пред локалните избори не е добро
да се чепка во таа тема затоа што стратешка определба на владата е да се развласти целосно ДУИ. ДУИ не е на власт, но се уште има голема моќ. Така што ослобнувањето на Влен ќе направи штета на државата, но повеќе не би можел да кажам, ама знаете на што мислам. Бидејќи било кој потек во оваа насока, во насока на закон за бранители во овој момент, ќе даде ветер во едр на ДУИ, ќе нанесе штета на Влен. И потоа ДУИ ќе се вратат на голема врата на локалните избори. И каде ќе отиде државата? Односно, премиерот тогаш ќе биде принуден, ја верувам дека тој повторно ќе ги одбие, но како ДУИ доминираат на локалните избори, ќе имаат можност да се обидат со предизвикување на дестабилизација. Така што не очекуваме секој еден граѓанин да го разбере ова, сепак јас сум политичар и би рекол добри 20 години сум во политика. Сепак еве како директор, нов директор, нели, ВД директор на ДЗС, за крај граѓаните да бидат поспокојни во однос на лани и претходните години, во однос на пожарите, на она што ќе ни се случува. Да бидат. Да. Ќе дадеме се од себе и ако ми дозволете, Аднан Джаферовски беше директорот кој што го заборавив, Така. но да сумирам, Шабан Салиу беше 12 години директор, Аднан Джаферовски 2 години, Беки Максути 4 години, Джеват Салами само 6 месеци и јас 2 дена. Така, значи, да не речам на првиот македонец после долго време, односно никога. Добро, јас не алудирав на етничката припадност, но, Так, но сепак. може и така Човек да се со каже. искуство баш као од гледна Па јас- точка на ЦУК и сето тоа за промена од останатите никој немаше такво искуство. Беки Адвокати, Максути Беки- доаѓаше од армијата. Така, единствено Беки, да. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам за Ти можност. посакувам голем успех во работата и заради Македонија, македонски. Па верувам дека ќе се видиме повторно овде на интервју. Со тоа што после неколку месеци верувам дека ќе има и драстични промени, позитивни. Ти благодарам уште еднаш. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.